Се враќаме во студиото. Како што кажавме, тука е Андре Женовски, член на извршниот одбор на СДСМ, меѓу останатото и поранешен заменик министар за надворешни работи, поранешен амбасадор, иако некој велате не бил амбасадор, не знам, да. Така да, доста функции. Јас се прашувам. Да. Почнуваме од сегашната. Господин Женовски, добре дојдовте во студио 10. Добар ден, поздрав до вас и до вашите гледачи, благодарам за поканата. Ке се обидеме да направиме една анализа на политичките случувања на надворешен и на внатрешен план. Сега вие од улога на опозиција се разбира. Еве како еден генерален влез во разговорот, тоа го кажав и во најавата. Имаме сега една дилема. Една година после владењето еве на ВМРО-ДПМН отприлика каква е Македонија? Видов вчера баш еден слоган нов на владата кој се подготвува веројатно за локалните избори, кај што вели до првата најдоброто доаѓа за Македонија. Ниф им беше слоганот Македонија повторно горда, додека видовме дека вашата партија држи трибини под насловот Македонија понижена. Па еве како за почеток, каква е Македонија? Ние точно државме вчера една трибина по сите сектори, затоа што критиките кои што се реални се по повеќе сектори, не е само еден-два па да кажеме да се концентрира опозиција или било кој невладен сектор, туку реално имаме исклучително лоши перформанси. Ова не го зборам како опозиционер кој што дошол сега овде да гостува и да критикува по секоја цена, туку јас најодговорно тврдам, тој резултати го покажуваат, или ако можеме со моето досегашно искуство, што сум го гледал на политичка сцена, сме били власт и опозиција, ова е најлошото владење што јас го имам видено и општество Македонија го има видено од плурализмот со најлоши перформанси, и тоа во моменти кога имаме најголема власт да владее, најдоминантна власт во бројки, не во перформанси. Значи едно апсолутно мнозинство во собрание, власт, владење на сите нивоа, председателско ниво, ниво на парламент и на локална самоуправа со исклучителна доминација на граначалниците на ВМРО-ДПМН, пак ќе кажем од спет на бројки, меѓутоа перформансите во економијата, во социјалата, МВР, новинарите, медиумите, состојбата, надворешната политика се катастрофални, и сум сериозно загрижен за тоа каде одиме како држава. Добро, еве за надворешната македонската дипломатија. Вие велите дека македонската дипломатија е во сериозна криза, додека и тоа го аргументирате со ваши аргументи, додека владата вели дека работите одат добра, дека се поправат грешките од минатото, како што често вели премиерот Мицкоски, катастрофалните договори што се направени, последиците кои се оставени за државата, дека сега мора владата да ги поправа. Многу е тешко да се зборува денеска за дипломатијата на премиерот Мицкоски, затоа што и нема дипломатија. Ја не гледам контури на сериозна дипломатија. Не гледам никакви визии, не гледам никакви постулати по која што се движи таа дипломатија, гледаме на безиденост, гледаме на лутање без компас, која што не чини веќе сериозно, и ние заостануваме длабоко. Јас ќе се обидам со аргументи да зборам, не, пак ќе кажам опозиција, туку што го зборував Брисел, што говорат сите. Ние бевме, ако се сеќавате, исклучително успешна приказка, дека СДСМ беше на власт, бевме посочени со цитати како извор на позитивна енергија, извор на добри вести, држава која што земја, која што ги решава проблемите, која што има добрососедски односи, што се исклучително битен фактор во кога одите напред кон Европската унија, интеграциите, и ние дури бевме посочени како земја која што, решавајќи ги тие односи со соседите, врши позитивен притисок во регионот. Тука првенствено се мислеше на релацијата Белград-Приштина. Претходно, во време на Груевски дојдовме до, се сеќавате вие многу добро, дека имавме термин за робена држава. И мислев дека тоа може да е нешто најгрубо што можеме да го доживееме од Брисел. Меѓутоа, кога денеска слушаме еврокомесарката за проширување Марта Крос, она го употреби изборот дека Македонија тажна приказка. И ние сме денеска тажната приказка во Европската унија. Од таква позиција се зборуваше нонстоп за нас. Бевме звезди, да не речеме нескромно. Денеска во Брисел не се зборува за нас, Македонија нема на агендата, или ако се зборува
негативно. И тоа е нешто што навистина мене ме тишти и што го гледам како една дипломатија која што никакви ниту еден дипломатски успех, ниту една иницијатива. Имаме министер кој што е најизолиран во историјата на плуралистичка Македонија, со 2-3 средби тука на министри кои што се дојдени за надворешни работи. Верували ли не, за 365 дена ние имаме 0 посети на министри од средството. Ниту еден сосед не ни дошол нас во посета како министар за надворешни работи. Вие ако немате добрососедски односи и не градите релации со соседите, како ќе влезете вие и ќе испорачате квалитет во Европската унија? Тоа се ви кажува за или број на амбасадори, не критикува, немате, држеше таа критика порано кога ја слушав од нивна страна дека не пополнивме секаде места. Па се ветуваше дека нели кога ќе дојде во МРДП не веднаш ќе го поправи тоа. И знаете ли кој е бројот на поставени амбасадори од кога дојден во МРДП? 0 амбасадори поставени за 365 дена, ако зборуваме сега за дипломатијата, а пазите, за неколку дена Данска го презема претседателството со Европската унија, немаме амбасадор во Данска, во НАТО немаме амбасадор и така натаму и така натаму. За жал, ние наместо интеграција, како што се ветуваше, добивме една изолација. Добро, ќе се вратиме на надворешната се разбира, само сакам ова за Марта Кос, сепак да бидеме тука целосно на чисто, кога Марта Кос вели дека Македонија е тажна приказна, мислам дека тука пред се тоа е една хронолошка оценка, не е на сегашната состојба само. Таа зборува за блокираните евроинтеграции, кои не се блокирани сега во време на владата на ВМРО-ДПМН, туку и претходно, со бугарското вето, нели, и со преговарачката рамка, така да мислам дека во таа тажна приказна влегува и поведението на претходната влада на СДС. Не може да влезе поведението затоа што ние сме сведоци како државата одеше напред. Јас бев заменик министер за надворешни работи во времето кога не молеа оние пријателски земјичњаки да ја почекаме Албанија, да не се одвојуваме затоа што имаше сериозна иницијатива да не влече Албанија надолу, имаше домашни собствени проблеми, туку да се одвоиме, како што се случи за жал обратно. Бугарија имаше сосема други мотиви, да не закочи на некој начин, да успори, односно да постави ултиматум на маса за преговарање. Италија туркаше идејата да не се одвоиме од сосема логички причини, како комшина на Албанија. И ние се согласивме да одиме заедно како пакет, да не избрзуваме, да помогнеме, нели, затоа што ако одиме заедно како две соседни земји, тоа е добро за целиот регион. Денеска Албанија се одвои. Марта Кос, ќе дојдам до вашето прашање, веќе кажа дека 26-27 Албанија е следната после Црна Гора која што ќе влезе во Европската унија. Никаде не нема нас. Во земјите, во групата на земјите што вие споменавте, како прашање со право, нели се разбира, за тажна приказка е Македонија, Босна и Херцеговина, Косово. Случајно или не? Тоа се трите земји што се спомнуваат сега дека ќе примаат имигранти. Повторно истата група. Ете, само кажам до каде сме ние. Марта Кос, веќе ја прашавте. Марта Кос беше во посета на сите други земји од Западниот Балкан. За 365 дена не дојде во држава. Зошто? Зошто не дојде еврокомисарка за проширување? Тоа се тие пораки. Или да земеме посетата на фон дер Лајен, кој што веднаш стана јасно, тоа беше негодна средина на мандатот. Во дипломатијата многу е битно кога ќе се види агендата на посета на таква висока личност, каде прво ќе престоја, во која земја, колку ќе се задржи, каде ќе преноки и така натаму. Секојаш тие претходно почнуваат Македонија во таа турнеја низ Западен Балкан. Беа во Албанија, пренокија во Албанија, се видеа со сите фактори така натаму. Во Македонија она беше присутна 210 минути. Значи да дојдеше да претрча низ Скопје, немаше да може толку брзо. Тоа се тие пораки кои што за жал ние ги примаме и реков на успешна приказка дојдовме до изолирана земја која што допрва ќе плаќа цената. Меѓутоа, да бидам до крај отворен. Ние сме сега во едно сосема друго друштво, ние сме сега во друштво на Орбанова Унгарија, Антонио Милошевиќ, кој што несомнено има искуство, каквото е друго во меѓународната политика, во домашните меѓународни гледање на меѓународната ситуација и отворено изјави дека, како вели, нашите позиции кон ЕУ и НАТО се идентични како Орбан. Тоа е денеска Македонија. И затоа зборав вчера и ќе повторам и тоа тука вчера на трибината на СДСМ, да ги оставиме приказките коридор 10, коридор
8 денеска во ВМРО ДПМН што се однесува до надворешна политика, но и не само надворешна, постои коридор Б. Тоа е Будимпешта, Белград и ние натаму одиме. Да, кога зборуваме за тие евроинтеграции, можеме да кажеме дека пораката на Антонио Кошта беше уште подиректна, погруба, точно. Тој директно кажа нема план Б. Но знаеме, господин Женовски, дека не се работите баш црно-бели. Сега да не се навраќаме целосно назад и прво и на француската блокада, па потоа на бугарската и тогашниот премиер Заев ја изрази својата разочараност. Сега доаѓаме до она што го зборува премиерот Мицкоски на некој начин, и ова вие што го кажувате, во однос на сегашната позиција на владата, ајде да речеме, тоа е дека слепото следење на европските препораки, ајде да речеме, кои доаѓаат, не носи секојаш позитивен резултат на земјата. Затоа тие се обидуваат сега да направат нешто друго, како што тие велат, се разбира, не знам колку се успешни, но така велат, дека нема да бидат само слепи послушници, нема само слепо да го следат Брисел, туку ќе се обидат да изградат автентична македонска позиција. И на некој начин да дојдат до можеби до истиот резултат на краја, можеби и не. Тоа е членство во Европската унија. И преве видовме таа нивна успешна македонска автентична приказка. Ние сме денеска у групата на Косово и Босна и Херцеговина. А денеска премиерот оди во посета на Орбан и од таму вели дека јас фатив неколку телефони за да ја коригирам верзијата која што треба да помине за Македонија како извештај во Европскиот парламент. Вие кога одите во посета на еден од најнеомилените, ако не и најнеомилениот лик, ако зборуваме за земјите членки на Европската унија, тоа е Орбан, и од таму се јавувате, може да се јавувате 3 дена колку сакате, никој нема да ви се јави. Тој присуствува на трибина, да ја наречам трибина, на конзервативци, ултрадесничари, во која што групација, а Фидеш, партијата на Орбан, е во групата на патриоти, кој што отворено се залага за да нема проширување. Дури има членки таму внатре од сите земји десно ориентирани, кои што се залага за тоа веднаш да бидат прекинати преговорите кои што се во текст со земјите членки од Западен Балкан, воопшто кои што се кандидати. И сега каква е таа порака? Така што не постои тука некоја конзистентност. Ајде да го видиме однесувањето, да видиме дали Европа е во право. Инаку да се вратиме на прашањето, точно е. Ниту беше коректен, фер во тој момент францускиот предлог. Изразувавме критики, значи дека не сме слушале слепо, ама се прилагодувате, па потоа одите во Париз, па барате пријатели, потоа Макрон искочи со видеопораката на поддршка. Значи, не велам, никош не сум верил дека Брисел е чесен докрај, Брисел не ги исполни своите ветувања. Македонија ги направи се што можеше, меѓутоа вие мора да одите напред, да се адаптирате. Мене ми е јасно дека условите кои што денеска се за нас, за Црна Гора, за Србија веќе не ја спомнуваат. Албанија се далеку построги од оние кои што беа за Бугарија и Романија. Меѓутоа се адаптирате и одите напред, барате пријатели. Во МНР стигнаа информации, тоа е работата на амбасадорите, до министерот Муцунски, дека се подготвува дојување на Албанија од Македонија. Никаква реакција. Муцунски оди во Америка и во Австралија да се слика во градинките, во Баку, у Јапонија на Експо, не можете вие мора да лобирате. Тоа се тие резултати, се зашто зборува сега во Мицкоски. Но знаете, онаа изјава на председателот на СДСМ Венко Филипчев во однос на Бугарија, која беше рече се идентична со ставовите на премиерот Мицкоски, каде што тој вели дека не може Бугарија само да бара од Македонија, дека не може така, дека мора и Бугарија таму да смени нешто. Сега да не наоѓам точно да тоа е духот, така е. Но буквално е истак со ставовите на Мицкоски. Тука ми се чини дека ВМРО ДПМН со право кажа, аха, добро е, СДСМ се дојде ги прифати нашите ставови. Не, СДСМ секогаш кога ќе зборуваме за меѓународната политика, СДСМ ќе подаде рака. Ние не мислиме да добиваме поени на домашен план затоа што ќе напаѓаме Македонија на никош не сме отишле јавно или во Брисел да ги напаѓаме позициите. Затоа што тоа ќе биде аргумент на нашите не непријатели, туку оние кои што се уште не сакат Македонија да видат во Европската унија. Меѓутоа, ако вие во Обединетите нации сте ко-спонзор, ако имате две декларации, поврзано со војната во Украина, и ја поддржувате декларацијата на САД,
и сте единствената земја, освен Унгарија и Белорусија од Европа, а сте единствената земја од регионот која што не ја поддржа декларацијата на Европската унија, предложена преку Франција и Германија, туку ја одбивате таа декларација, гласате против, вие тогаш не може да сметате на поддршка од Брисел. Затоа ние ги губиме пријателите. Тоа велам, има препреки. Тука сме како опозиција да помогнеме. Меѓутоа не може вие само да држите пресконференции и да изјавувате флоскули, ние се бориме за идентитетот, ние се бориме, тој треба да лобирате. Моје чувство е дека воопшто Мицковски ВМРО ДПМН не сака да направи чекор кон Европската унија. Зошто? Прво за капацитетот, знам дека ќе се согласите, иако нема се разбира да го потврдите тоа, и веќе се гледа капацитетот на оваа влада, особено во надворешната политика. Меѓутоа нема ни желба. Зошто нема желба? Затоа што вие ако влегувате, напредувате кон Европската унија, треба да имате европско судство. Не судство кое што ќе го јавнете и ќе контролирате, треба да имате слободен невладин простор, треба да имате слободни медиуми. Па ние 8 години, вие тоа подобро од мене го знаете како новинар, 8 години перманентно напредувавме ова извештај во мај на Репортери без граници. 8 години напредувавме во слободата на медиумите. И сега паднавме, дојде ВМРО ДПМН, за колку повеќе за 7 месеци, 8 месеци дојдовме оценка дека имаме пад од 6 места. Па случајно ли е тоа? Значи да завршам. Секогаш кога ВМРО ДПМН ќе дојде, имаме напад на медиумите, пат на слободата на медиумите и имаме закочување на Европросек. Добро, ќе продолжиме сега со резолуцијата само за во Европската унија, само уште ова сакам за Бугарија да ве потпрашам, бидејќи некако како да го избегнавте прашањето. Не, тука сум. Сега дали СДСМ има идентичен став со ВМРО ДПМН во однос на Бугарија? Дали Во однос на кој став? Во однос на тоа дека во однос на бугарската политика кон Македонија, во однос на преговарачката рамка, во однос дали останува ставот дека треба да се стават бугарите во уставот безусловно, како што стои во преговарачката рамка, да се продолжат преговори. Што е проблемот со... Дали уште го имате истиот став? Ајде да подискутираме отворено што е проблемот со ставењето на бугарите во уставот. Ако ние со право сите и ВМРО ДПМН критикувавме и ќе критикуваме за една позиција долго време, од кога знам за себе, дека нели ние сме иста држава, различна држава, ист народ, еве можност со влегувањето на бугарите во уставот. Дефинитивно покажуваме и они се согласуваат дека ние не сме ист народ, дека тоа е посебна некоја. Не, па проблемот не е во тоа, проблемот е во... Не, значи, не. Тоа е аргумент во опозиција кога беа чувствувајќи го пулсот на народ, доста беше од условите на Европската унија, што навистина и постои реална атмосфера на секогаш со нови услови, и тогаш ја извадија теоријата како дека добиват, дајде да се сетиме на првите 2 месеца кога отиде Мицковски, дека доби ветување од земји членки дека ќе го поддржат одложување, така? Односно, да влезат бугарите тогаш во уставот, тогаш кога ќе станеме членка, се кажете за одложеното дејство. И ги прашаме отворено кои се тие земји. Од тогаш до денеска 10 месеци никаква информација на тоа поле, зашто не беше вистина. Потоа излегало со став, бараме од Бугарија со право во рете тој став, тој го поддржувам лично и како партија, да се изјасни Бугарија дека нема да има нови барања. И тука Мицковски беше во право, значи не знаеме ние дали ќе има нови Мицковски. И тие и Коста го спомнавте, се изјаснија сега пред 10 дена нема да има нови кои услови бугарите, така? Или сега со став. Бидејќи бугарските ставови напротив се дека цело време порачува дека ти излегол со став. Ќе има нови услови. Не, тие се излегол со став дека Бугарија нема да постави нови услови. Кого кажа тоа? Па има сигурно пред 10 дена. И одеднаш имаме молк. Значи, ние немаме различен став околу коректноста во наводници на бугарската политика. Меѓутоа, или ќе лобирате и ќе сакате да влезете, или ќе седите на стана и ќе чекате некакви средби. Ние чекаме средби, како велат сите официјални лица од ДПМН. Чекаме да се јават од бугарската страна, чекаме Европа да помогне. Не, сами ќе се јавите ако сте сигурни. Сакаме да се видиме, сакаме да разговараме, ова се нашите аргументи и така натаму. Имаме низе на изјави господин Жарновски, меѓу сега да не ги барам, да не ги гуглам, меѓу последните месечини на пратеникот Андреј Ковачев, но имаме и на Радев во минатото и на други, дека ставањето на бугарите во уставот е само почеток на бугарските барања, не е крај. И тоа се изјави дадени јавно. Ковачев ќе си лично го знам, сме боле во Европскиот парламент, десничар кој што си ги тера тие агенди и ќе ги тера секојаш. Вие знаете како омилен лик во македонските медиуми беше
Како беше оној министер за одбрана во Бугарија, се сеќавате со сите ВМРО што го водеше и така натаму? Да. Каракачанов, не? Каракачанов, да, Каракачанов. Значи, и се ние ќе дадеме простор на луѓе кои што печалат поени за домашна политика. Не. Ова за официјалната позиција ние треба тука да или ќе лобирате, ќе имате пријатели, или ќе седите на страна, ќе одите во Унгарија и ќе се јавувате. Добро, што може да очекуваме утре од резолуцијата? Бидејќи тука навистина има еден проблем, ајде да речеме, во поглед на пораките на Мицковски, бидејќи тој прво ги повика СДСМ да лобираат, да помогнат кај сестринските партии во Европскиот парламент во однос на резолуцијата. На крај излезе дека социјалистите во Европскиот парламент ја поддржуваат македонската позиција, додека ИПП се разбира ја повлече поддршката. Проблемот настана во ИПП и некако тоа помина така. Тоа се тие вести кои што он смета како премиер, нема никој да ги провери, тие ќе поминат мангупски, јас ќе докажам колку силно ги брана позициите, па дури вие ако пратите порака, то СДСМ, лобирате кај сестринските партии, до ЛДП, бики либералите се доста јаки таму. Тоа значи јас сум ја завршил својата работа во ИПП, која што е најбројна политичка групација, и терете вие да ве видам до кај сте. И добро си гласа социјалистите, социјалдемократите, гласа либералите, демократите, која ја објави веста дека не известител, дека ИПП ја повлече резолуцијата, извештајот, и реков, ако не сум право демантирете ме, до сега не добив демант, и тоа се случи, потоа потврдија и европратеници. Сега, вие не можете како премиер, а се фалите дека имате изворени односи, да завршите работата во ИПП, вие ќе лобирате кај премиерите во земјите членки. Не проаѓа таа ефтина популистичка сила. Тоа може да е вокабулар, говор во месен комитет некаде, не знам, во некоја место во нека општинска на ВМРО да помене. Не може во Брисел да помене тоа. И ете го резултатот. Патем, кога критикуваат европратеници, дека извештајот излегол пред време, дека се објавени детали, дека тоа го наруша концептот, кој ги објави тие детали? Кој е тој што ги објави деталите, така натаму? Мицковски. Значи, вие ако сакате да тоа е дипломатијата, молчите, работите, лобирате во позадина, откако ќе се изгласа добар извештај, тој одличен е добар, тогаш излегувате. Ако сакате, поентирате, не е проблем, ќе ве поддржи опозицијата. Да се пофали, или со друга намера, излезе и потоа тоа беше лесен плен за да се одлучи. Не може премиер, не смее да си дозволи да коментира и да вади извештај затоа што му е даден да го прегледа, да даде му од најдобронамерни критики. И он излегува со информациите. Такви грешки нас не коштаат. Добро, имате ли информација сега каков ќе биде извештајот на известувачот Вајц, бидејќи според она што го гледаме, според изјавите на бугарските пратеници, последно што го чувме дека тие побараа, велат подобро е да не се донесе воопшто извештај за Македонија отколку да се донесе ваков извештај. Очигледно е дека извештајот се уште е позитивен за Македонија, дека дали тие нивни амандмани ќе поминат или не? Јас ги разбирам вашите прашања. Нема потреба да се фокусираме исклучиво околу бугарските пратеници околу овој извештај. Тие немаше да добијат поддршка ако беа изолирани. Они не се изолирани поради овие грешки што ги кажувам или поради тоа што ние не креираме нови пријатели. И пред секоја се бунеле, пред тоа грците се бунеле. Ковачев е нон-стоп идеален да има за Бугарија предлог, како што беше нели во декларацијата во собранието. Нивно, он ќе биде против. Нема зошто, не се они базата на сето тоа, они се тригерот. И така правите вакви грешки, им давате оружје и со тоа оружје ќе ве победат. Така да, ние треба да се концентрираме на процесот, а е позитивен. Меѓутоа, чинам јас дека некој во оваа влада, почнувајќи од премиерот, не е среќен ако таму се потврди она што кажуваме дека ние се изборивме. Претходната влада се избори за националниот идентитет. Јас сум македонец, не северно македонец, не македонец од бивша Југословенска република кој што зборува македонски јазик. Тоа некој ако сака да го сруши или гледам вчера сака да каже дека он го направил тоа, во ред. Еве он го направил, иако тоа не е вистина. Ама последната изјава на Мицковски е дека некој сакал да го избрише македонскиот јазик. И он го заштитил. Еве и вие се смеете. Мислам, не сакам да ве вовлечам сега во ова, вие сте новинар, независен. Смешно. Трагикомично.
Трагикомично после сите резултати да даде таква изјава, он го заштити. Тој е идентитетот е заштитен, не знам за што се бори. А ако сакате како премиер да го заштитите идентитетот, нема да давате оружје во рацете на политички противници. Имате ли информација дали резолуцијата не сакам да шпекулирам во момент, затоа што не сакам затоа што ќе се претворам во Мицковски да го расипам целиот процес. Дали имате информација во однос на сестринските партии, дали добивате од таму некакви информации? Еве можам само да го вратам апелот. Дали ќе има мнозинство? Еве максимално што можам во момент да направам, во име на партијата, не мое лично име, е да ја вратам пораката. Ако Мицковски не повика нас, еве сега ние го повикуваме него, он да се заврши работата во ИПП. Добро, ќе видиме како ќе помине тоа. Ќе останеме уште малку во однос на надворешната политика, она што вие го кажавте на почеток дека сега Македонија се врзува со Унгарија и со Белград и така натаму. Очигледно е тоа партнерство, да речеме, со Унгарија на Орбан, тоа не може да се избегне. Се разбира дека таму гледаме се најчести и посетите, и релациите, и се. И кредитите. И кредитите, се разбира. Многу имаме и за волја на вистината и договорот со Велика Британија за стратешко партнерство кое е подпишано, со што Лондон очигледно даде една силна поддршка за држава. Тоа некако не се вклопува во таа приказна за македонската надворешна изолираност, да речеме, бидејќи доаѓа од Велика Британија, која е прилично кредибилен партнер. Јас не би се согласил во концептот кој што го зборувавме за Европската унија. Добро, Велика Британија не е членка на Европската унија, но дозволете, дезориентираноста се сведува на следно. Еве да го поделиме како денови во неделата. Во понеделник ние сме како беше, Мицковски гостува Вашингтон, влезе во Белата куќа, стави македонско знаме, гостува периметарот околу Трамп. Ние сме, како рече, најголемиот сојузник партнер на Трамп. Ова е новото нормално, сега другите нека се борат откако другите земји откако го освоивме Вашингтон. Стигна честитката после неделя во вид на царина, кој што е 33%, како Србија, како Кина и Иран. Албанија си е 10%, тоа е успехот. Имаме и уште една порака, ќе дојдеме до таа, поврзана со Велика Британија, односно со имигрантите. Во вторник ќе поправиме нешто затоа што сме гласале грешно, односно сме ги нарушили односите со Европската унија, па ќе лобираме нешто, ќе се додворуваме на Европската унија, па потоа одиме сега со Велика Британија. Подпишуваме стратешки договор во ред, но и Велика Британија не е член во Европската унија. И тоа се гледа таму така. Па потоа во четврток подпишуваме стратешки договор со Унгарија, која што е член на Европската унија, ама таму молат Бога да не е член на Европската унија, поради Орбан, не како држава Унгарија, туку поради однесувањето на Орбан. Сега, кој е концептот? Еве, ние двајца да седиме во Брисел. Кој е концептот на оваа влада, нови човек, нови Мицковски, Муцунски, колку и да е небитен фактор, пак е министер за надворешни работи. Тоа се, или гласате за декларација која што не го судува конкретно нападот на, и тоа ме прашавте, декларацијата на САД не кажува директно дека е виновна Русија, не кажува дека се напаѓа територијалниот суверенитет и интегритет на Унгарија, иако тоа беше есенцијата на сите дотогашни резолуции во Обединетите нации, туку оди многу по-бенигно. А додека резолуцијата на Европската унија, пак ќе кажам, ќе повторам, предложена преку Британија, преку Германија и Франција, беше консеквентно, значи дека треба да се осуди, дека треба да се повика веднаш на прекин огнот и така натаму, и вие гласате, не го поддржувате ставот на Европската унија, потоа го поддржувате ставот на САД, каде што Русија е, да не речам, невина. После неколку дена излегува Муцунски да коригира грешката, вика, ние сме дел од судот за војни злосторства во Унгарија, каде што ќе им се суди на русите. Такви лутања, такви диаметрално спротивни ставови се доживуваат како несериозни. Добро, но видите, затоа се нашите позиции за Унгарија. Светот е прилично сменет со доаѓањето на Доналд Трамп. Ќе дојдеме до тоа и навистина и за поголеми земји тешко да навигираат сега во тие меѓународни односи. Многу се специфични ситуациите. Ајде за Велика Британија. Велика Британија не е членка на Европската унија, тоа е факт, да. Но сепак е една од најголемите земји на тој така наречен колективен Запад, која се доживува како и тој, ајде да речеме, стратешки сојуз е прилично една
позиција на Македонија. Се Ако согласувам цело до време се алудира нели на Унгарија, на некакви други позиции, сепак ова е зацврстување на таа прозападна позиција на Македонија и се разбира, повторно ќе кажам, еден силен ветер во едрата на владата од страна на Велика Британија, ајде да речем. Во однос на мигрантите, амбасадорот во Скопје, британски, рече дека нема такво нешто. Мислам дека е прилично релевантен да го каже тоа. Продолжија и понатаму надписите во британските медиуми, дека тој е дел од пакетот. Набележани се кои се земите, бидејќи Албанија одби, нели? Јавно одби Еди Рама, да. Не, пред да биде во Тирана, така, пред да биде направен разговорот завршен со Мицкоски, Еди Рама одби. Да, рече дека одбиле, да. Зошто би одбил? Меѓутоа, и до ден денеска на прашањата, било кога да прашате од ВМРО до ПАНЕ, нема јасен одговор околу ова. Но продолжуваат надписите во британските медиуми, колку што јас можам да читам. Добро, премиерот рече дека нема ништо такво, дека не слушнав ја така, реков не сме разговарале, иако во документот пишува. Сега ме прашате за Трамп. Сега имате иницијативата од пред може веќе 2 недели на Трамп и тоа во Србија. Преку Србија до и пишува таму, нели, прво беше Bloomberg го објави, иако пред тоа беше објавено во друг медиум, дека сега и САД сака имигрантите да ги носи во Западен Балкан. Бијќи Пандорината кутија се отвори со нас. Добро, тука веќе Косово отворено прифати дел. Точно, Косово прифати. Да. Јас до ден денеска, верам ли вие како новинар, не слушнавте еден став. Иако некој ги праша, не знам кој медиум. Што е со иницијативата, ја добивте, ве прашали, нема став. Затоа што нели Трамп е за Соединените американски држави зборуваме. Пишува Западен Балкан и нема нас во тоа. Нема став од владата. Што ми е поентата? Нема бесплатна ручка. Цената ќе се добиете. Ние никогаш не бевме против стратешки договор. Напротив, тие преговори започнаа за време на владата на СДСМ. Меѓутоа, ниту стана збор за избеглици и сега доаѓаме до кредитот. Ние имаме пред неколку дена изјава повторно Александар Николовски, кој што како министер за транспорт дадена му е улогата да го води овој процес, дека се уште не разговарано за каматна стапка. Чекајте сега. Сериозно ли е тоа? Како личи тоа подпишувате договор? Ако е подпишан договор, тоа е друга тема што треба да збориме, но подпишани се меморандуми, започнати се, да не речем во завршна фаза се проектите. Тука ќе излезат многу теми околу тоа кои и како се добиваат тие тендери така натаму. Немате подпишано, немате уште не е јасно каква е каматна стапка. Значи јас сега како влада влегувам во џебот на вас како граѓанин, биќе тоа се пари на граѓаните. Си вклучувам договор, а ви кажам не, и за каматна стапка ќе разговараме подоцна ако воопшто се разговара. Не може тоа така. Да, добро, еве, гледам сега во времето, отидовме многу со надворешната политика, мислам дека тоа, предпоставувам и мене, повеќе... Па не, добро, интересни се темите, меѓутоа... Поинтересно ми е, но морам да ве прашам уште ова за Трамп, бидејќи остана да лебди. Тешко е навистина сега вие да изградите позиција во однос на целиот тој конгломерат, Соединените американски држави, Европска унија, бидејќи гледаме дека и таму односите се целосно заострени, да не кажам нарушени, помеѓу западните сојузници и администрацијата на Доналд Трамп. И сега вие како мала држава, која има договор за стратешко партнерство со САД и е кандидат за Европската унија, навистина е тешко вие сега тука да навигирате, каде што предпоставам дека Вашингтон ве притиска да ги прифатите нивните позиции. Од друга страна, го имате Брисел и изневерените очекувања од Брисел, кои самиот признавате дека се такви. И сега, тешко е тука вие да изградите некаква позиција која би ги на некој начин задоволила двете страни. Се согласувам дека ако споредиме геостратешката карта, таа после победата на Трамп е драстично изменета. Нема дилеми. Се согласувам дека е тешко, деликатно да ги изградите стратешките, да кажам, ајде, држите баланс меѓу Брисел и Вашингтон, сам кажам. Бито не одите безпоговорно да прифатите се што доаѓа од Вашингтон или од Брисел. Ако го критикуваме Брисел, ќе го критикуваме Трамп. Дали се што доаѓа од Трамп е добро? Не. Тоа што е добро ќе го прифатам, тоа што не е добро нема да го прифатам. Но ако се прикажам како најмала земја, меѓутоа за да покријам неуспешна меѓународна политика, сега не говорам за Мицкоски како пример, ќе покажам некоја лажно светло дека не само што сум близок, јас сум пријател што 24 часа комуницира со Трамп. И тогаш ви стигна честитката во вид на царен. Тогаш гледате дека тоа не е реално. Еве, ја зборевме Оската Б, Будимпешта, Белград. Еве Белград. Еден Вучич,
не гласаше против декларацијата. Гласаше воздржано. Воздржано. Затоа што балансира. Јас се обидам аргументирано денеска, не моите чувства да ги истурам на маса како опозиционер, пак гледаш да каже па добар ти критикуваш по секоја цена. Значи цитираме и гледаме што еве, они сакаат, обожаваат да гледат што прави Вучич, ајде да одиме кај Вучич. Зборов претко за присуството на Мицковски на тоа друштво на Орбан кај тие ултра десничари. Не отиде Вучич, а беше поканет. Кој што има извонени односи со Орбан, лични, пријателски. Зошто? Значи балансира. Не оди по секоја цена, балансира затоа што гледа што е добро, што е лошо. Ние сега по секоја цена отивме натаму, сега потоа одиме во Брисел, не ни проаѓаат идеите, немаме помош, никој не ни помага, никој не лобира. Па како ќе лобираат? Партнерите веќе ние сме ги избрале. Нас ни е Унгарија, така тука осетите дека се согласуваат. Ако ви Унгарија партнерот политички, економски на надворешен план, како што пак ќе кажам вели Милошовски, ние одиме иста е, идентични се ставоите наши со Унгарија визеви ЕУ и НАТО, тогаш така и ќе си завршите. За жал. Добро, ајде да малку да се префрлиме на внатрешен план. Она што се случува во последните месеци, тоа е се некакви реперкусии, реакции на страшната трагедија во Кочани. И тука имаме спротивставени ставови помеѓу власта и опозицијата во поглед на тоа како се менаџира целата трагедија. Гледаме дека особено критички гласови доаѓаат од самото Кочани, од страна на семејствата, на жртвите. Тука повторно имаме една ситуација која никогаш не може да се нарече црно-бела, нели? Тука е одговорноста на владата, на институциите, на надлежните, но и се работи за системски проблем кој постоел со години. И така и гледаме дека е правена и истрагата во однос на Кочане, каде што се опфатени луѓе кои што биле на власт, кои што биле на позиции пред 15 години од прилик. Но тоа е каде што сме. Како мислите дека ќе се одвива овој процес понатаму? Прилично тешко се зборува за таа трагедија што се случи во Кочани. СДСМ ниту било кој од раководството со ништо не влегуваше со политичка оценка, со напади во целиот тој период додека не заврши истрагата. И тоа беше, мислам, одлично, не е прагматичен пристап, туку да не се контаминира со било каква политичка изјава целиот процес. И се разбира да се остават институциите да завршат својата работа. Иако ВМРО ДПМН вели дека водите некрофилска политика во нас на Кочани. Некрофилската политика, за жал, сега веќе заврши истрагата и можам да зборам, јасно име на граѓаните од каде доаѓа. Од неспособноста да се изменаџира, прво зборам менаџира од аспект да се стабилизира состојбата. Потоа институција се преземе работа. Што видовме? Видовме селективна правда. Видовме дека се виновни сите, освен оние што се блиски или се во ВМРО ДПМН, и тогаш веќе се изгуби довербата. Денеска родителите, за жал на децата кои што настрадаат таму, го водат процесот, не го води СДСМ. Они се незадоволни. Затоа што гледат што се случува, затоа што го гледат селективниот пристап, гледат некорентност, гледат дека никој не ги прима, гледат дека никој не сака да ги сослуша. Денеска они добиваат пороки од членови активисти на ВМРО ДПМН: пази што, како беше, пази што правиш да не те загине другото дете. Зашто зборуваме? Зашто зборуваме ние денеска? Ако неуспешните резултати на економски план, на дворешна политика, социјала, го покажа за овие 365 дена карактерот, капацитетот на ВМРО ДПМН. Кочани го покажа карактерот. Внатрешниот карактер на Мицковски, на екипата околу, емпатија, немање емпатија, како сакаат, како можат, дали може да се справат со овие, како мислат да се справат. Видовме еден крајно зачудувачки. Не очекував дека може да има гарнитура која што ќе се обиде по секоја цена да се заштити, или луѓето околу мене како пример, само за да и уште ќе набедувам претходно. Да се трнеше веднаш со санкциони, системска грешка, апсолутно сте во право. Ниедна претходна влада не може да се амнестира, ниедна претходна гарнитура. Ова е проблем кој што се вовлекува. Што можеме сите ние, се зборам, како ние што сме учествувале политички партии, да се извлече поука. Не извлековме поука. Напротив, според ова што гледам, ова не само што ќе продолжи, ќе се случи пак, бидејќи не се казнети сите виновници. Казнети се
твоите пријатели, моите пријатели не се казни. Сите казни ги. Сит, како беше брат Дамје, ќе го казнаме. Па ништо од братот, освен што добива тендери братот. Да, жалосно. Но тука очигледно е дека СДСМ има еден терет на себе, еден тек пред се со председателот Венко Филипчев, односно модуларната болница, неговата улога таму и тоа ВМРО-ДПМНЕ цело време ве подсетува на тоа, на некој начин, кога зборувате за Кочани. Бев тогаш, после тоа дојде во проектна единица. Венко Филипчев одмah поднесе оставка. Значи, добро, но процесот понатаму како се водеше неговата одговорност тука. Каде беше, дали имаше кочење на дали некој влијаеше во целиот процес? Против. А тука го гледаме целиот систем кој што се гради околу се. Иако не сакам, еве, може да се чувства, наистина не мислам политички поени да се најмалку треба тоа околу состојбата во Кочани, меѓутоа многу лоша и за жал тврдам дека Кочани како тема допрва ќе се отвора. Идејата на Мицковски, како он после 10 дена кај беше грешката главна, каде се покажа карактерот. Он после 10 дена отвори фабрика таму. Прв пат во јавноста. Во смисол, ништо не се случило, продолжуваме понатаму. Не можете така со еден таков настан. Но ова да го ставим проблемот под тепик, нема да го реши се тоа. Тој допрва ќе ескалира, тука сме, нема да печалиме политички поени, меѓутоа нема да молчиме ако гледаме дека и обвинениите се такви да се штитат сите, освен оние кои што се блиски до Мицковски и до ВМРО-ДПМНЕ. Да, добро, ќе оставиме трагедијата во Кочани, таму процесот се уште тече, ќе видиме како ќе се одвива сето тоа. Кажав и во најавата, на есен очекуваат локални избори, па еве во каква состојба е, во каква кондиција е да речеме СДСМ, премиерот вели дека после изборите ќе исчезнете како партија. Не знам дали ќе исчезнете, но последните анкети кои гледавме не беа баш добри, ајде да речеме. Имаше една огромна предност во однос на ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ сега зборуваме. Тука е левица која цело време константно видеше во врат, да речеме, сега исто тако како опозиција. Денеска видовме вест дека Дом ја напушта коалицијата со СДСМ. Во каква состојба е опозицијската партија? Атакот на Мицковски на Мицковски дојде после веста која што ја објавивме, која што е точно и која што доаѓа од внатре, од ВМРО-ДПМНЕ, дека после Кочани и по овие резултати, особено на економски план, ние најмалку зборавме денеска за жал за економијата која што е во пат ненормален. Имаме дивење на цените. Ово кажам затоа што слушаме од Мицковски, кога ние сме новиот економски тигар, не на Балканот, туку во Европа. Четврта економија. Четврта економија, ние имаме 4,5% инфлација, ние имаме најголемиот пат на економијата имаме од кризата 2001 и ги слушаме тие оценки. Падот на ВМРО-ДПМНЕ изнесо 100.000 гласови. И тоа е констатирано внатре, поред нивни анкети. И сега, на таква голема разлика како што они успеа да победат на изборите, бејќи се да доживеат тежок пораз, вие уште не може да го почувствувате тоа. И ВМРО има предност на анкетите, тоа е неинтелигентно и некоректно да го негирам, затоа што е помината само една година. Се уште имаме луѓе кои што се лути на грешките на СДСМ, што го разбираме, и се коригират и тоа е процесот кој што се одвива паралелно, корекциите на грешките, каде е сгрешено и така натаму, во што релациите внатре, кон членовите, кон граѓани и така натаму. Меѓутоа, и јас повеќе сакам да зборам овој период за нешто што пак велам преку искуството, не е битно тука интелигенција, не интелигенција, искуството помага, така да не сакам да копирам некои што се прават премногу паметни. Трендот е најбитен во на политичка сцена, а трендот кај ВМРО-ДПМНЕ не оди благ пат, туку оди нагл. И тоа зборуваме за една гарнитура која што само пред година дена доби апсолутна, не зборуваме за тоа, апсолутна власт. Разочарувањето е огромно, трендот е предност е се уште на нивна страна, но трендот е тој кој што ќе продолжи на нивен пат. И тоа затоа е причината што Мицковски реагира така.
ке го снема СДС после избори, јас не го држам само како порака, демек пораз на локалните избори, го држам како една порака за акција која што се спрема кон СДСМ, кон раководство, председател, назва извршниот одбор, централниот одбор, пратеници. Таа е многу посериозна порака отколку што прво ја доживуваме, нели прво мислиме на политички пораз и така натаму. Мислам дека следи една акција за да се покријат катастрофалните резултати на секое поле. Меѓутоа, На каква акција мислите? на акција у која што ќе треба да се стиша и притисне и услови опозицијата. Како би се правило тоа? Со процеси и така натаму. А мислите дека ќе има така некакви Најавата процеси ќе и го кривични снеме, не пријави? може да го снема, не знам каков резултат да доживее катастрофален, нема да доживее лош резултат. Јас верувам дека ќе се покаже за здравувањето на опозиција. Тежок пораз. Година дена е малку за таков пораз да помине. Но нашата тенденција оде нагоре, нивната оде надолу. Се уште е голема разликата, но тенденциите јас ги гледам јас. Поискусните ги гледаме во политиката. Таа порака мене и нас не мотивира. Ако мислат дека на тој начин на крајот ќе решат проблемите бидејќи на друг начин не можат, тогаш се излажале многу. Како го коментирате тогаш излегувањето на дом од коалицијата со СДСМ? Денес ќе одозов тоа, не знам кои се причините. Јас не сакам да се раситнува опозицијскиот блок сега кога секој глас е битен. Се согласувам со вас со констатацијата дека ние се уште сме во кревка со себе. Тука реков би било некоректно. Секој глас е битен. Не знам зошто е таа одлука, кои се причините, ние ќе се обидиме се разбира се повеќе коалициски партнери да имаме и со текот на времето СДСМ ќе стане поатрактивен како што ВМРО-ДПМН ќе стане се по-неатрактивен. Што ќе им понудите на граѓаните на локалните избори? Мислите ли дека ќе успеете да освоите некоја општина, бидејќи барем според анкетите кои досега беа, тие покажуваат дека и тоа ќе биде многу тешко за СДСМ. Не знаеме до локалните каква ќе биде сликата. Сега го имаме и Знам, кој што ќе се обиде да земе дел од вашите гласови, се разбира, Левица е тука константно. Значи, една прилично деликатна позиција за СДСМ. Точно деликатна е состојбата, не е лесна. Меѓутоа, сега денеска зборувате со човек што сака такви предизвици. И такво и раководството. Тоа е умешноста, предизвикот да го совладате. Знам дека е многу лесно кога ќе освоите 80 нешто пратеники. Добро, да, ако се вратиме на трите круга во центар, тоа е апсолутно така во однос на предизвиците, да. Тоа е, затоа што тогаш се гледа карактер, тоа се гледа од што сте на како велат, од што материјал сте направени, така натаму. Јас ги сакам тие предизвици. Но овде предизвикот не е да се спаси СДСМ. Треба да се сопрат негативните трендови кои што за само година дена ги гледаме кај ВМРО-ДПМН. Или барем да се коригираат бидејќи ние се уште немаме сила да направиме пресват на политичка сцена. Зборувавме нешто пред емисијата, јас мојот дел ќе го кажам. Се случуваат грешки. Иако овде гледам најголем број на непотизам, на тендери наместени, на никој да не демантира бугарски државјанства, на генерален секретар на влада, на министри, на пратеници од партијата која што се бори најжестоко против односите со Бугарија, не гледам корекција. Да кажеме ќе извадите вие новинарите колку пари се потрошени на патувања во Јапонија и така, на туристички патувања. Ќе извадат новинарите со право сметките кои што ги гледаме по локалите во Скопје. И не демантираат. Они го потврдуваат, да, тоа е нормално така, треба не демантираат, се смеат, се слекат, се фотографираат селфи од секаде, 20-30 души одат на експо. Тоа трошење на народни пари затоа што под А ни се може, под Б не изгласа и сега ќе правиме што сакаме, и под С се уште опозицијата е кревка, дека ќе им се врати, но жалосно е што на тој начин се трошат парите, нема пари за плати, нема пари за сектори различни да се подигне, имаме најниска минимална плата заедно со Албанија според Евростат. И наместо да покажете, што немате капацитет, да покажете емпатија дека сочувствувате, вие патувате со бизнис класи, взимате 30-40 луѓе и трошите астрономски суми по локали. Дали е тоа власт која што е блиска до граѓаните? Не. И затоа вчера и со оваќе задржно заклучивме, ова е власт која што тотално се оттргна од граѓаните и ги остави граѓаните и живее во некој свој свет.
Мислам дека вие самиот да кажавте и грешките на СДСМ се уште ги трпите. Точно. Мислам дека голем дел од граѓаните отприлика го мислат истото и за вас, претпоставувам. Се согласувам. Во однос на поведението кое се случуваше. Па еве уште еднаш најдиректно да ве прашам во однос на локалните избори. Мислите ли дека ќе успеете да освоите некоја општина? Не би бил јас ако не сум оптимист. Резултат СДС нема лоши граничници, напротив. Значи видите што е прашањето, не е прашањето каков резултат ќе остварите. Дали воопшто ќе успеете да освоите некоја Верувам, општина? се разбира. Не можам да прогнозирам, не сакам да прогнозирам, очекувам, да одговорам директно, очекувам новие избори да ја видиме првата критика директна од граѓаните кон ВМРО-ДПМН. Колку тоа ќе се ослика кај нас, не знам, меѓутоа верувам во победа во општини каде што има резултати, во општини каде што си има гласачко тело стабилно и така натаму. Не сме фаворити. Меѓутоа ќе се вратиме и се враќаме на политичката сцена за добробит на државата како коректор, не затоа што ние мора да бидеме по секоја цена. Ние ќе си го одлежиме нашата опозиција заслужено. По многу критериуми, по некои критериуми не, но тоа беше оценката. Ќе ја прифатите оценката на граѓаните. Многу ошта беше оценката. Во ред, тоа е тоа. Меѓутоа нема да седиме немо и да ќутиме на се тоа. Очекувам подобри резултати, очекувам подобар резултат од парламентарните избори, очекувам да освоиме, се разбира, градоначалнички места, очекувам подобар резултат на советничките места. Граѓаните на крајот на краиштата да не звучи како флоскула, но они ќе си го кажат своја страна. Еве, за крај нека биде ова. Знаете што е една генерална перцепција на граѓаните со кои кога разговараме за СДСМ, и тоа можам да го почувствам од луѓе кои навистина не се партиски определени. И кога зборуваме за грешките на СДСМ, и постои една перцепција дека СДСМ не учи од своите грешки. Значи ако се вратиме дека СДСМ не учи од своите грешки. Значи да се вратиме на 2002-та на Бранко Црвенковски и потоа се што се случи, нели да и на 2016 после победата на Зоран Заев и така натаму. И значи се навраќаме назад и велиме да, сгрешивме, направивме ова и ова, но сега не. Но очигледно дека СДСМ не учи од своите грешки. Таква барем перцепција постои. Се согласувам. Дека се повторува. Јас ви честитам, добро се знаеме толку време, прашањата се ја би ве прашал да ги смениме луѓето, тие прашања ги поставам. Така е. Сега тоа е предизвикот на почнувајќи од претседателот Венко Филипче до сите нас, до сите членови. Да го коригираме тоа однесување. Го знам добро тој имидж кој што па би го заслужил, можеби, СДСМ и така натаму. Меѓутоа јас овде гледам сериозна промена. Еве да го видиме пак, нема да го злоупотребиме, кочени излезе Филипче како претседател. Излезе пред граѓаните. Иако ни бара се видат со сите пратеници, првенствено со ВМРО-ДПМН, кој што е владеачка структура. Не излегла. Излеговме. Значи, тука сме ние со луѓето, знам дека уште се лути, знам дека ни замерат, меѓутоа ќе се гледаме и ќе разговараме за грешките за да го коригираме, за да коригираме таа грешка и таа релација. Тоа е, ова што вие кажавте, најголемиот, ако зборуваме сега за консолидирање на редовите, тоа е предизвик со кој што СДСМ треба да се соочи и верувам, убеден сум ќе се соочи, затоа што гледам ликови кои што сега на сцена кои што не се не знам оптоварени од некакви концесии политички во раководството зборам и кои што сакаат да комуницираат и така натаму. А ќе видиме до каде ќе успееме. Јас верувам дека ќе успееме, убеден сум, но ќе си го кажат граѓаните, гласачите во тука е судот неприкосновен. Да, се разбира. Добро, господин Жерновски, ви благодарам за ова гостување. Благодарам за поканата.